Здраво живо, јас сум Димче, добродојдовте во уште едно моје видео. Овој пат го снимам видеото на почетокот од календарската нова година, односно на 1. јануар, на денот кој што ни одбележен како почеток на нова календарска година. Еве, јас го почнав со огинче. Ладно е, ама огинчето ми држи топло. Тука е и сонцето, го изгрева да го поздравиме. Јас денот си го почнав со огинче и со убаво чувство. И би сакал да ви посакам на сите вас во новата година, во новата календарска година, да се чувствувате убаво и да си ги остварите соништата. Но мислам дека е најважно да се чувствуваме убаво и мислам дека токму тоа е целта на празниците, односно да си посветиме време на себе и да си се чувствуваме убаво. Знам дека неа слават сите оваа календарска нова година, меѓутоа мнозинството ја слават, тоа е очигледно. Некои ја слават православната нова година што доаѓа, или старата нова година, мислам дека е на 14. Некој мал дел ја слават и македонската нова година, која што почиња во март. Меѓутоа тоа е окей, сепак премногу внимание се дава на формата, а не на суштината. А суштината е да го искористиме секој можен момент што го имаме, што ни се нуди во животот, да се чувствуваме убаво. И мислам дека тоа е успех. Личен успех и колективен успех, да ние како народ во некој одреден момент сите се чувствуваме убаво и на тој начин создадеме голема количина на позитивна енергија, која што ќе стои над нас како народ и ќе ни донесе благодет и убави работи. И ако оваа календарска нова година ни овозможи ние сите да се собереме и да создадеме таа убава енергија, тогаш тоа е одлично. И мислам дека тоа е успех. Ете, така ви посакувам на сите среќен почеток и да се чувствувате убаво. Тоа ми беше поентата на видеото, тоа сакав да го снимам. Доколку го имам вашето внимание, да ви посочам да се чувствувате убаво, да не навлегувате толку во формата, туку да се фокусираме на суштината. И секако да си ги остварите соништата, покрај тоа да се чувствувате убаво, за мене лично е многу важно да си ги остварувате соништата. Јас имав сон за правење на моје еколошко село, место од природни материјали, кое што еве го живеам тој сон, пробувам да си го остварам. Иако кога почињав со тој сон немав ништо, јас сепак останав верен на својот сон и би сакал и би ве советувал вас и би ви дал поддршка да останете верни на вашите соништа. Новиот сон ми е да можам да снимам видеа и да допрам до многу повеќе луѓе, да го имам вашето внимание и да ви пренесувам некои работи, некои интересни места и некои мои размислувања, како што го правам сега тоа. И во наредната календарска година, мислам дека ќе се фокусирам на тоа, да го задржам вашето внимание и заедно да истражуваме и да ја шириме нашата свест, како за нашата историја, така и за нашата сегашност, а највеќе за нашето опкружување и за нашата природа. Ете, тоа ми беше целта на ова видео.
Ви благодарам за вниманието што го имавте, се надевам ќе ми го послушате мојот совет и ќе ја баталите формата, а ќе се задржите на суштината, односно ќе се трудите да се чувствувате убаво. Затоа ајде сите да се чувствуваме убаво. Ви благодарам за вниманието. Надевам го завршам вашето внимание. Ви беше интересно да го чуете моето мислење, моето размислување. И така, тоа се моите планови за наредната година што доаѓа, како што кажав, да го развивам ова еколошко село, да ви снимам вас видеа, да се дружиме на овој начин, да се дружиме и во живо. Напролет организирам некои собири, работилници, каде што ви учам како да градите со природни материјали, ви учам како да живеете во природа. А тоа се моите соништа за наредната година. А кои се вашите соништа? Слободно пишете во коментар. Споделете ги, дајте им енергија на вашите соништа и секако почнете да си ги остварувате. Нека овој момент, ова колективна убава енергија ви биде појдовна точка за остварување на вашите соништа. Слободно споделете ги вашите соништа. А ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.